Вешието со векови и наназад била колевка на голем број револуционери и борци за слобода, кои не жалејќи го својот живот, се бореле за поубава и посветла иднина на својот народ. Една од најзначајните личности од историјата на антиквешкиот крај е учителот, револуционер и борец Димката Ангелов Габров. Неговото име е толку врежено во свеста на луѓето, што во срцата на народот овој крај прерасна во легендарна личност. Димката Ангелов Габерот е една од најомилените историски личности во целиот Тиквешки крај. Роден е на 17 октомври 1916 година во село Ваташа, како второ дете на Ленка и Ташо Ангелов. Основно образование заврши во Ваташа, а нижа трикласна гимназија во Кавадарци. Во 1930 година се запиша на учителската школа во Белград, а со учителска диплома се стекнал во Неготин крајина. Уште од најмладите години по карактер бил немирен, енергичен, бунтовен. Она што посебно го одликува била неговата неизмерна љубов и почит кон слободата, кон човекот и кон својот народ. Во кругот на своите другари и пријатели бил весел, интересен соговорник и голем шегаџија. Имал вродена дарба за уметност, свирел на виолина, танцувал, глумел. Ко борец, Габерот се одликувал со голема храброст и решителност, а кога било најпотребно, знал да ги мотивира пострадите. Неговите говори го пленували населението. Со диплома на учител, невработен, во 1936 година го прави својот прв јавен испад на плоштадот во Кавадарци пред голема маса народ. Тој остро се спротивставува на министерот за здравје и социјална политика Драгиша Цветковиќ, бранејќи го угнетениот македонски села. Димката Ангелов Габерот работел како учител во селата Давниште и Радња. Како учител бил многу сакан од учениците и нивните родители. Бил член на месниот и војниот комитет во Кавадарци, а од март 1943 година бил назначен за политички комесар на трета оперативна зона. Кога на 14 мај 1943 година е формиран Тиквешкиот партизански одред Добрин Даскалов, таму Габерот бил именуван за политички комесар. Бил против окупаторот и фашизмот, против домашните предавници, а имал и пламена љубов кон слободата на својот народ. На 10 јуни 1943 година храбро загинал во борбата со бугарската војска заедно со борците Ило Виларов, Пано Муданов и Стојан Крстев. Јован Радњански Планински се сеќава на тие последни моменти поминати со Габерот. Напред одев јас, помена Стојан Крстев од Галиште, кој ја водеше маската на која јаваше Габерот, и на крајот Ило Виларов и Пано Мударов. По Галишката река, кај местноста Торко Вилаки, патот се сестуваше помеѓу една стена и еден голем прес. Веднаш помислив, ако има заседа, тогаш мора да е на ова место. Побарав од Габерот да го извидам тоа место, а тој ми одговори: ајде да оди, што толку ги мислиш тие бугари? Одејќи така, размислував напрегнато, штом досега не пукаа, значи бугари тука нема. Само што го помислив тоа, слушнав силен глас на бугарски офицер: предај се! И веднаш отворија оган. Јас се фрлив на земја и веднаш отворив оган во правецот од каде тие пукаа. Маската на која јавеше Габерот се исплаши од пукотницата и прелипа преку мене. Слушнав десно од мене една пушка пука. Тоа беше некој од моите другари. Тогаш погледнав и ги видов облиени во крв Ило, Пано и Стојан, кои веќе беа мртви. Само Габерот беше жив. По извесно време слушнав глас од Габерот кој извика: Планински, бори се и води сметка за себе, зашто сам си веќе. Тоа нешто ме натера да погледнам кај него и го видов со извечен пиштол од кога го испука куршум во својата глава. Бев немоке нешто да стојам. Беше на 2 места ранет и за да не падне жив во нивни раце, сам си го одзеде жив. Животот и делото на Димката Ангелов Габерот остануваат силно врежани во колективната меморија на македонскиот народ.
Тој остана како светол лик за нас и представува пример за идните наши генерации.